добар готвач, одличен готвач, меѓутоа не е тимски играч. Го руши тимот, ја морам да го отстранам. Жал ми е, ми треба, ама едноставно тимот ми е побитен. Не го правам ја тоа за да влијам на гледачите. Значи јас прифаќам продукт само ако е добар. Ако ја можам да го користам лично. Што е најбитно во Формула 1? Тимот на механичари. Тој ако зезне работа, ти најдобар шофер би. Ако не смени гуми, како менјаат по 3 пара гуми? Меѓутоа лидер не може да се. Лидерство се учи дефинитивно, значи тоа е работа со себе и обуки, се учи. Луѓето се најголема маса. Јас кога би инвестирал, ја би инвестирал во луѓе. Без луѓе, без тим, ти ништо не можеш. Лидер, на кој ќе бидеш лидер ако немаш луѓе? Колото кое што сум го поминал ме научило дека се можеш да научиш, се што сакаш можеш да научиш и се што сакаш можеш да станеш. Не само за мојава, за се е битно. За се. Ако немаш поддршка, брачниот партнер или да речеме од најблиските е проблем. Ја не можам да ти дадам тебе да едеш нешто што немам го дадам на моето дете. Нема шанси. Моето дете јаде во ресторанот. Треба да бидеш доволно храбар да можеш нешто тоа го замислиш, да го изговориш, работиш на тоа, нема шанси успехот да те одмине. Ето, ова е тоа што сакам да го слушам. Дечки, здраво на сите, повторно со мене, Сител, подкаст Личен развој. И денеска, како и со сите претходни мои гости, имаме еден специфичен гостин. Понекогаш своја уникатност не е од нашата фила на личниот развој, но практикува личен развој за себе, го применува во својата кариера и во својата професија, која често знае во неговите гостувања на други подкасти да каже тоа не е моја професија, не е тоа моја работа, тоа е мојот живот, тоа го живеам. И така да може да кажам тоа што го зборам од време на време на нашите подкасти, да речеме вака со еден збор, ја открил својата животна мисија, зашто он е на оваа планета, by the way, меѓу другото. И така да, интересен лик, by the way е мој пријател, и има што да слушнеме од него. Како он ги гледа работите од неговиот акол, применувајќи личен развој на себе, апдейтирајќи се, постојано инвестира во себе и во своето знање со тоа што го работи. Иначе има доста професии, но главната која и не му е работа или професија му е живот е кулинарство. Филип Поповски, или повеќето го знаеме како готвиме со Фичо. Филип, добре ми дојде. Баже. Кулинарските поздравувам. Благодарам што прифати пораката. Не проблем, секој време. Како си? Добар, одлично, супер. Филип или Фичо? Филип, мајка ми ме кара, а Фичо за све друго Фичо. Може на Филип и да не се завртам некојаш. Да, интересно. Значи само мајката, ако е тогаш Филип. Да. Интересно. Таму нема надимаци, знаеш. Добро, да, така е. Како го сеќаш нашето студио? Како ти е овде? Добро, пријатно. Пријатно, да. Спремни сме за добра дружба, добар разговор. У секој време. Да. Знаеш дека добри луѓе моват. Да. Како да почнеме? Ајде вака. Ти се занимаваш со храната. Прво што ми сакам да те прашам о храната, кога ги гледам твоите видеа што сам ги правиш, кога нешто приготвуваш, многу тоа го правиш на еден забавен начин, на еден како шоумен да си. Значи не е само објаснување кој колку иде, кој како се микса, него го правиш да ја кога го гледам од друга страна се осеќам пријатно, релаксирано. Дали тоа се учи тој талент за шоумен или кај тебе природно постои? Ја не сум го учел, дали постои некоја школа, веројатно постои нешто под актерство, да речеме, под глума, сигурно постои некоја школа, ја не сум, уште таква школа не сум посетил. Веројатно така мене е вродено, рецептот како рецепт за мене да направиш еден рецепт и да го снимиш и тоа да биде само состојки, тоа е нешто слично што и на текст. А кога веќе снимаш видео и кога тоа го правиш како видеозапис, тогаш би било добро да има некој момент на забава. Во принцип ја гледам прво мене да ми е забавно, ако мене ми е забавно, сигурно ми е забавно и на гледачите. И те што ќе те гледаат. Да, тоа е добар момент. И неуморлив си. Не може мене да ми е да не ми е интересно да очекувам на тебе да ти биде интересно. Да. Сега, некогаш тоа што мене ми е интересно може некој да не го доживее на тој начин, меѓутоа ја не можам да снимам за секој човек посебно, така. Да. Значи јас градам еден стил на некакво видео кој што за мене е окей и интересно, кој го прифати, кој не, пак добро. Да. Тоа е доброто во ширината на можности кои што каде се наоѓаме. И тој момент ми се допаѓа кај што тоа што го даваш како знаење во поглед на готвењето, што многу пати ја кога сум мислел што да зготвам и сум мераклија на готвење, доста позаимам твои видеа како едукација. By the way, што ме интересираше одма тука прашање. Скоро секој ден снимаш видеа? Скоро секој. Менаџер си во ресторан Маџо. Така е. Водиш емисија на друга телевизија. Како тоа? Ние викаме во клиникот
најважен ресурс денеска е времето. Кога некаде кажеш да бидеш некаде, не знаеме дали на нешто поважно викаш не. Како го организираш тоа време? Има ли ке тебе стрес? Како тоа сегде постигнуваш, а секој си на секое готвење ти си релаксиран и фан. И гледам дека тоа не е вештачки, него природно ти би излегол тој забавен пристап на припрема на некој твој рецепт. Види, веројатно со зревањето и се учиме на што треба да кажеме не, и ја мислам дека треба да кажеме не на некои работи. В принцип не можеш се да прифаќаш. Во минатото сум прифаќал максимум што можам, меѓутоа тоа ти изморува. Кога си изморен, не може да ти биде интересно. Значи кога нешто те уморува, тоа те истоштува. У принцип да си креативен е најистоштувачки. Значи е многу тешко да си секој ден креативен. Да бидеш креативен on demand, значи по нечие туѓо барање, скоро и да е невозможно. Невозможно, така е. Може, меѓутоа тоа е веќе глума. Тоа не е, значи ако јас морам да бидам интересен, може да преиде или во глупирање или да преиде во некаква нарачка што ќе биде многу провидна и смешна. Многу пати сум рекол не на многу различни проекти, многу барања за некакви си видеа. Сум направил и грешки многу, меѓутоа ја на грешките не гледам како на нешто лошо. Во принцип ако не направиш грешка, не знам како ќе бидеш подобар и подобар. Ти учиш од грешките? Па тој е единствен начин. Браво. Значи, да, скапа школа, меѓутоа мислам дека тоа е единствениот начин како да стигнеш неде. Кој не направил грешки? Мајкл Џордан не направил грешки. Сите имаат грешки направени. Сите големи имиња во било која бранша имаат направено многу грешки. Некои го чинеле финансиски поевтино, некои поскапо, меѓутоа секој прави грешки. Има еден готвач многу популарен, чак со 3 Мишелин звезди, он вика ќе бидеш добар како мене само ако направиш грешки колку што сум направил јас. Че тоа е единствен начин да стигнеш негде далеку високо е мора да се избоцкаш, ако се качиш на водна, нема да се боцнаш на трња, нема да се изгребеш од гранче. Не може, не е идеален патот во животот. Значи све така е, успони, падови, карпес дел, знаеш, има и убав рамен дел и тој рамниот дел не го трчај. Оди го полеку, уживај го, уживај во патувањето. Значи јас често велам, живеј го, знаеш, не е само да стигнеш негде до целта, ќе стигнеш брзо и што правиме после. И за секој аспект на животот е веројатно исто, така. Кога одиш на пат, јас стално викам, зошто водиш брзо? Зошто водиш 200 човече? Ризикот е преголем. Колку ќе стигнеш? 6-7 минути побрзо. А не уживаш во патувањето? Не уживаш, под стрес си, преопасно е, преризично е, луѓето не го сваќаат тоа така, меѓутоа е ризично е. Не да е Боже нешто се случи. Исто и во животот е така, ако трчаш, и ако види има едно правило многу интересно. Ајде. Тоа е врзано со маркетинг, вика тоа важи за се во животот. Значи има 3 степена на напредок. Тоа едниот е baby steps, значи тоа стануваш, одиш полека, ќе паднеш, па ќе станеш, знаеш, нема болка, пошто си полека движиш, ќе проди на крај. Упорно полека ќе проводи. Кој не проводил? Мислам се случува, меѓутоа сум ти кажам. Браво, добре. Така, значи природата на човекот е дека он ќе проводи. Така и за све друго, нема брзање. А ако почнеш да потрчнуваш, па е окей, може ќе паднеш, ќе си истресеш, ќе те заболи некоја мудринка, натаму меѓутоа ќе продолжиш. Ако трчаш полна паре и ако паднеш, може да се скршиш главата. Да. Знаеш, може да се повредиш сериозно. Може да се секакви повреди може да се случат. Е сега ова ти правиме една парабола на животот, веројатно за све е така. Знаеш, полека, така е. Смири се, издиши. Да, ние тоа викаме, ако ќе поставиме целта, треба да видиме која е нашата стратегија и тактика да дојдеме до таа цел и како да развиеме, да уживаме во тоа патување. Веќе ако трчаме, кој што викаш ти, во таа трета категорија, не знаеме која е цената на фактурата што ќе платиме. Така може да биде, што викаш ти, скршеница голема. Може да биде некоја фатална одлука, бидејќи ти трчајки не гледаш, значи дали е тоа правата цел. Така е. Да. Тоа ти е како тркачка кола. Да, вика, она е супер. Да, ама она е на сервис секој трет ден. Знаеш, ти формулите, што е најбитно во Формула 1? Тимот на механичари. Че тој ако зезне работа, ти најдобар шофер биди. Да. А ако не смени гуми, како менјаат по 3 пара гуми? Да. Ти на колата менуваш еднаш на 3-4 години, така? Да. Тоа е само затоа што тоа не е isforsirана машина. Не е добро се isforsirана машина. Точно. Никогаш не е добро. Секогаш тоа кошта многу скапо, најскапо. Ајде, кога го потпрашат, го кажа, имам тука две работи. Прво за тимот, ама не, ќе рипнам. Кој рече isforsirana машина, ми дојде во главата одма мултитаскинг. Како гледаш ти на мултитаскингот? Дали он влие да бидеме isforsirani машини? Не, мултитаскинг
веќе во ова време, Да, брзо да. време да речам, сите ние го живееме мултитаскингот. Било кажал некој дека може да работи мултитаскинг, било кажал дека не, во секој случај ние го живееме. Тој мозокот така ни више ни функционира, а на овие млади генерации сега што се деца, они уиднина тоа нема ни биде тема на разговор. Али Да. мултитаскинг, не знам, знаеш, под мултитаскинг сега што све, колку, дали во истата тема, во истото делање на што и да правиме, или во различни теми. Во различни теми треба да имаш добар план за да работиш мултитаскинг. Знаеш, ако имаш ти 3 телефони, на овој се јавуваат за вода, на овој се јавуваат за храна, на овој се јавуваат за, не знам, за граđевински материјали. И сега ти треба знаеш на овој телефон како креваш, како разговараш, со кого разговараш, на овој телефон се други повици, на третиот телефон се трети повици. Треба да имаш многу добар план за да не се збркаш. Да. Знаеш? И сега бидеш комплетно овде и сега. Така е, Што некој така рекол mindfulness. Ајде да те вратам се на тоа што го кажа тим, ме заголицна. Меки ти работиш на себе, правиш разлика шеф, лидер, вработен или тим. Што значи за тебе лидер, што значи тим? И што значи или вработени Добро прашање. со шеф? Да. Кај што може да ги награди, може да ги кара, може. Гле, шеф може да биде секој. Значи шеф е нешто што ти го доделува компанијата како да кажам титула, Добро. некоја компаниска титула. Тоа е позиција, хиерархиска позиција, шеф. Меѓутоа лидер не може да биде секој. Значи лидерство се учи дефинитивно, значи тоа е работа со себе и обуки се учи и лидер да кажам лидер може и се раѓа, меѓутоа пак тој мора да работи на себе. А тим може да има само лидер. Шеф нема тим. Шеф Шефот што има има? послушници. Шеф има послушници. Шефот со послушниците или лидерот од тимот, кој е подобар бенефит за една корпорација, организација, приватна фирмица? Шеф со послушници, ја би го избркал одма од работа. Значи тоа мислам мене не ми треба. У смисла тоа не и треба ни една компанија, бидејќи шеф со послушници генерира некој продукт кој што најверојатно би требало да го изработи некоја машина која што е сетирана. Кога работиш со продукт каде што луѓето се тие кои што ти го хендлаат продуктот, дали го да речеме ресторан, ја во ресторан нема машини што ќе го послужат гостинат, па тоа секогаш да биде исто. И тие се луѓе, и гостите се луѓе, и сега, кога работат луѓе со луѓе, има грешки, се случуваат. Има нервозни ситуации, има нерасположение, има мотивација, демотивација, има незгодни гости, има незгодни вработени по ресторани. И сега, сето тоа ти не можеш да го ставиш под палка шеф. Да, мој шеф, ки си отиде. Ке ти даде отказ. Или ти ки му даеш отказ. И после кажеш, јабе, тешко се наоѓаат луѓе. Денес више тешко се наоѓаат луѓе, дефинитивно. Меѓутоа, тоа е можеби ако гледаме во минатото, ние сме виновни што тешко се наоѓаат луѓе. Кои вие, кој ќе Сите ние, ти и ја и сите ние. Сите ние кои што работиме во било каков бизнис сектор. Кај што немаме луѓе. Да речем, угостителството е у голема криза со луѓе. Да. А зашто сме криви? На Угостителството кој мислиш е како криво. работодавци, како Како претпоставени? целото еден однос на вработен. Во минатото сега више се издвојуваат, да речем, лидери и во мојот бизнис, кој што има во другите бизниси, меѓутоа во минатото тоа не било така. Знаеш, она изрека као абе оди си, ако сакаш да оди си, знаеш колку чекаат ред? Тоа више нема. Нема. Сега више нема ред. Нема. Кога ќе го изгубиш редот пред дуќанот е малце тешко, знаеш, треба да се застанеш, да се сосредоточиш со мисли, да сватиш кај си сгрешил, ако сватиш, ако не сватиш ќе пропаднеш. Значи, луѓето се најголем асет. Јас кога би инвестирал, ја би инвестирал во луѓе. Значи, без луѓе, без тим, ти ништо немаш. Лидер, на кој ќе бидеш лидер ако немаш луѓе? Ако немаш тим? Ти тимот треба го чуеш, тимот е најбитен. И земи ги најголемите мултинационални корпорации. Све е до тимот. Затоа постат оние тимбилдинзи, чак ги мотивираат, не знам, со некои слушаме по светов какви се луди проекти им создаваат на вработените, само да се осеќаат подобро, покорисно, да се осетат битни во една фирма што реално се битни. Знаеш, не треба ние луѓето да ги убиваме со цело време негативно мисло, во смисла не е добро, знаеш, сега не можам, после што можеш да направиш да тимот направи, да биде подобро, мотивирај го тимот, најбитна е мотивација. Ти си шеф или лидер? Во Да, твојот јас тим? за себе не можам ништо да кажам, тоа веројатно треба прашаш некој од луѓето околу мене. Јас сметам дека мојот тим добро си го чувам, добро функционирам со него.
Имаме нормално успони и падови, тоа е најнормален дел од патот. Меѓутоа, еве, долги години ја имам добар тим. Значи, со луѓе на кои што реално можам да се потрам. Можам да имам денови кај што ќе се олабавам, знаеш, да не мислам на работата, да знам дека ќе биде завршено, знам дека имам добри луѓе кои што ќе го направат. Дали тоа подразбира кај тебе? Ви шефот со послушници, кај што е предпоставувам и од моето искуство со клиенти, работата седине е токсична, е стресна, нарушени, девастирани човечки односи, колегијални, кај тебе дали ако га е тим, значи нема девастирани односи човечки или се хендлат и све е во една хармонија. Види дека е тоа некоја утописка прича и дека е толку многу прекрасно, не, секоја работа не си носи своји проблеми, не е дека е токсична атмосфера, не, ако осетам таков момент, одма гледам да го исечам. Одма го оперирам тој момент, знаеш, го тргам на страна. Тоа е битното. Бидејќи така ќе ми страда тимот. Значи, тоа сум имал во искуство во минатото добар, ќе зборам сега за мојот бизнис, добар готвач, одличен готвач, меѓутоа не е тимски играч. Значи, ми го руши тимот, ја морам да го отстранам. Жал ми е, ми треба, ама едноставно тимот ми е побитен. Знаеш, тимот е тело едно и сега ние не можеме заради некој поединец да цел тим да трпи, да страда. Значи, тоа ако го осетам, го решавам брзо. Разговарам прво, ако можам да го решам човекот да се прилагоди, да влезе со тимот, да функционира, супер. Ако не, мора да се поздравиме. Тоа е Така е, браво. Тоа е така како и да звучи. Тоа е реалноста, да. И така, да, денеска дое време кога, тоа сме кажали друг пат, кај што најважен ресурс во било која корпорација не е производ, веќе производите се совршени. Човекот е најважниот ресурс во една фирма. И веќе не е само висината на платата, него се пропратно. Малце да смениме темата, кажи ми, ти имаш изјавено и во нашите муабети личен развој, кога сум те прашал зашто практикуваш, ти кажеш ја личен развој го практикувам преку моето лично живење. Ај објасни ми таа реченица. Види, личен развој, ја лично си го развивам. Лично си го развиваш. Како изгледа тоа кај Фичо? Па ја доста сум посветен на она што го правам и имам изјавено преска што разговаравме пред да почнеме со овој подкаст, дека ја мојот бизнис не го сваќам како бизнис кај што јас ќе дојам на работа од 9 до 5. Ја го живеам тој бизнис. Мене се ми е изврзано. Мене тоа не ми пречи, тоа не ми трпи семејството, не ми трпи пријателите, дружбата со пријателите и така натаму. Меѓутоа мене ми е мозокот ми функционира на тој начин да ја без проблем го хендлам мојот бизнис. Не ми е терет. Повеќето што ќе кажат, леле, понеделник дојде далеко и петок. Мене секој ден ми е понеделник и секој ден ми е петок. Не ми е битно кој ден е. Браво. Знаеш, не ми е битно кој ден, но оставно сум си го сватил тоа дека ова е тоа што го правиме, ова е тоа што сакаме да го правиме. Многу е битно, бидејќи јас сум правник, дипломирав правен факултет, магистар сум по правни науки, меѓутоа не го правам тоа. Едноставно не ме завлече. Не дека е тоа лошо, ја се уште ги мотивирам сите млади луѓе дека супер е да завршиш школа, било каква школа. Школата ќе те научи дека ќе те научи да научиш. Буквално, значи школата ќе те научи да научиш. Ти кога ќе завршиш било каков факултет, што и да е, тоа не значи дека ти си стручен за таа тема. Еве, јас сум завршил правен факултет. Ќе ме земеш ти да те бранам на суд утре. Нема да ке си бараш адвокација искуство. Така, реално. Нема да ми довериш твојата судбина кај некој што е почетник. Така е во све. А меѓутоа, школата која што сум го поминал ме научило дека се можеш да научиш, се што сакаш можеш да научиш и се што сакаш можеш да станеш. Да се посветиш. Да. Тоа беше интересно. Во еден подкаст имаш кажано, ја сакам храната. Толку многу ја сакам храната, што во мојот ден внесувам вежбање за да можам да си конзумирам храна кога сакам и колку сакам. Тоа беше и се насмеав. Викам, ова е добро, ќе го прашам Фиче за ова. Тоа е вистина. Види, храната е најголем порок, веројатно најголем порок на човештвото. Ајде да речеме, оние што го имаат тој порок се нарекуваат хедонисти, така? Добро. И тоа е супер. Ја може да речам дека сум еден тип на хедонист, бидејќи ни уживам и во храна, и во вина, и во пијалоци, и во значи се што ми го прави животот поубав, што ме прави посреќен, за мене е хедонизам. Храната е порок ако така си го наметнеме на сами себе. Значи ако го
ако го правиме тоа без усул, што викам ја, значи ако ти живееш секој ден на, не знам како се изразиме, да речеме мрсноти, тоа има фактура, тоа ќе стигне некојаш. Фактурата стига така. Секојаш, значи или ако секој ден ти си полна газ со пиење, со вина, со пиење вино, уживање во вино не е уживање во флаша 2. Уживање во чаша 2. Така е. Тоа е хедонизам, а пиење флаша 2 не е хедонизам, тоа е порок. Порок. Значи ти имаш проблем. Тоа е разликата. Знаеш, разликата е во димензијата. Секогаш е во димензијата. Количината. У количината, ајде. Да. Количината е димenzија. Да. Значи во секогаш е во разликата е во тоа. И сега ако ти тоа добро си го поставиш, значи за се имаш некоја си мерка, се го држиш во некоја граница нормала, окей. Ја доста пати претерувам и затоа одлучив, ајде ќе вежбам и така ќе компензирам. Знаеш, тоа вежбањето Има ефект, гледам, добре. Па сега и нешто не се придржавам многу, али внимавам, мислам на тоа. Внимавам што ќе изедам, мислам што ќе изедам, не јадам било што. Значи сум си Од сите тие готвења, сите илјадници рецепти што си ни ги споделил на социјалните мрежи, кој е твоето најомилно јадење? Имаш ли така? Не? Не постои. Не знам, зависи од атмосфера, зависи од друштво, зависи од момент. Многу ми е различно, тоа секојаш ми е различно. Некојаш сакам риба, некојаш сакам месо, некојаш само салата, некојаш сакам и риба и месо и салата, знаеш, зависи. Зависи кај сме, што правиме, у кое друштво сме и така натаму. Да. Секој кажа друштво, атмосфера, амбиент, па може ова да сакам она. Храната. Дали влие да ние бидеме подобро расположени, да сме денеска да речеме под стрес и со добра храна и добри пријатели, дали храната ќе не внесе во една подобра состојба ментално, дали храната влие позитивно нашиот ментален систем ако така и пристапиме, дали она тоа има таков капацитет храната? Сигурен сум дека така. Сега можеби не е нема главна улога во се ова, али е сигурно составен дел од нашата среќа. Бидејќи ако треба да внимаваме што јадеме за да ни биде и да го правиме, да го внимаваме, не да внимаваме, него да го јадеме тоа што го сакаме. Види вака, ако е добро, може да не искоментираш дека е добро и да не го приметиш, да си правиме сај ти муабет, ако имаме мези и е добро мезето, ние си мезиме, си правиме муабет, јадеме, нема да го искоментираме. Ама ако е лошо, одма ќе го видиме дека е лошо. И ќе го искоментираме, да. Ќе го прекинеме секој муабет и ќе речеме, абе, кашкала, дишо не е добар, ај ти, да бе, да не е добар. Значи, ако е нешто лошо, ќе го фатиме дека е лошо. Тоа е у природа на човекот. Да, одма лошото да го регистрира. И животот така функционира. Знаеш како викаат, не јади оно што мачка не го јаде. Мачка лошо нема да изеде. Никогаш. Тоа не сум го знал за мачка. Зборам домашна мачка, да речем. Да, не сум. Мачка лошо нема да изеде. И сега она не знае дека е тоа едноставно она го не се допаѓа. Тоа не е добро. И ние луѓето сме такви. Некој ќе пробаш ти нешто, знаеш, ќе го укусиш, ако не е добро, одма ќе го приметиме. Да. А ако е добро, може да не го приметиме, освен ако не е фокусот на тоа. Ако не сме двајцата од иста фела или не ни е point of interest храната, тогаш може да не го приметиме. Меѓутоа, ако сме двајцата у бизнисот, прво ќе приметиме дали е нешто. Или ако е нешто многу добро, исто ќе кажеш, и многу добро. Да. Така. Сата со заврзани очи да ставам во кола, каде што по интериорот нема да познаеш каква кола е. Ако е лимузина која што не знам, да не кажувам суми на цени или брендови, не е битно, ако е добра лимузина, патот е еден. Ако те ставам во кола стара 40 години, одма е патот друг. Друг е патот. Потежок е патот. Така е, дефинитивно. Така. Значи, храната не треба да ја пристапуваме површно колку само да се најадеме. Дека има многу луѓе дури не се свесни кога јадат. Значи, храната сепак може да биде еден еликсир. И плюс, како што те слушнав, храната е и дружење, да сме со добри луѓе, да размениме добра енергија. Храната е социјална вештина. Дефинитивно. Што викаш, што јадеме? Ја знаеш како имам за тоа една, како викам, телото наше е храм на душата, така. Ти во храмот на твојата душа ќе ставиш нешто што не е добро. Несвесно ќе ставиш. Да, храм на телото, браво, тоа ја го кажам, свака част тоа е така е. Ти несвесно ќе ставиш, меѓутоа подобро е барем 70% од времето си свесен. Што правиш? Се овде вака да резимирам. Некојаш ми каже, ми доста да резимираш. Ама ја сакам да како ја ке моите клиенти кога излезат од сесијата се растеретени, релаксирани, имаат увид, некој просветлување и излегуваат други. Фактички и кај тебе кога ќе дојме во твојот ресторан, со твојата професионалност, со твојот тим, со твојата љубов тоа што го работиш. Ти фактички си еден терапевт, еден вид. Сите ние од тамо со твојот тим излегуваме порастеретени. Меѓутоа, ако била лоша храната, ние ќе излеземе уште повеќе депресивни. Гутнавме ресторан, кај седнавме овде, а во спортивна ситуација ние ќе излеземе
малце си помогла, ти тоа не го знаеш, ама ти кои идат, они ќе го искоментираат, еј, добро беше овде, многу ми убаво на душата. Ти Оваа си гледна еден, точка така е, да. Да. Не сум го размислил претходно тоа, ама дефинитивно е така. Тргни еве не мора кај мене у било кој ресторан, Да, да. било каде на светов. да. Че ако си поминеш добро, тоа ти е позитивно искуство. Да. Се е искуство, и негативно и позитивно, се е искуство. Од негативното ќе научиме нешто, од позитивното Браво, да. ќе се задоволиме себе си, да речам. Да. Меѓутоа, дефинитивно ако се поминеме добро, ќе ни остани во меморија, ќе ни остани и кога ќе се пресетиме, ќе се насмевнеме на некои моменти, на дел од муабет, на дел од храна. А кој е негативно исто, ќе ни остави, ајде да кажам, лузна во меморијата, дека нешто не било добро. Да, не си- значи, гледаш, кога дојме ние негде да јадеме, не идеме само да се најадеме, него сакаме и добро јадење, добро друштво со нас и опуштен амбиент. Значи, вие имате сериозно одговорна работа. Не е само да се даде храната на некого. Тоа да се даде со љубов, да се даде со сите најдобро. Ти знам дека кај тебе тоа се е перфектно. Затоа си имал готве со трудам тиче да колку види може- звезда е. Или не си звезда. Звезда Роби Вилјамс. Да, зашто? Па, што знам, ме видеа со обезбедување, да идам со шофер, мислам, звезда, не знам, јас за себе никош не би кажал и не би сакал ни никој да ме ослови така, па што мислам дека звезди се малку. Повлеком збора тогаш. На овој Балкан простори звезди се навистина малку. Звезда кој што реков е Роби Вилјамс, така да јас сум Фичо. Фичо. Да, готвиме со Фичо. Син ти доста ти помага. Сака. Да. Сака. Сака. Да, Сака, гледам кај него, многу не е тоа интересира. принудено, него сака. Сака го интересира, сака све да проба. И уште побаво доаѓа тоа кога го гледам ја од другата страна на екранот. Уште побаво делува тоа. Бе види него во да речем пред година-две малку повеќе го пушта во видеа, сега сакам свесно го скратив малце бидејќи гледам дека он не може да го хендла тој момент, знаеш, многу е мал. И не може да не знае како да изреагира на некој ќе го препознае негде, како и он ми е страв да не го потисне, знаеш, психички тоа да не го свати негативно, знаеш, да не му направи некој друго размислување, знаеш, и затоа викам дека уште малце го пуштам ја, ама не толку често како порано. Да. Мислам дека е многу мал се уште, за да може да го исхендла тој момент. Со оглед на тоа што си ти цело време ангажиран. Цело време. Да. Важен ли факт е и од твојот брачен, од твојата поубава половина, сопругата да имаш поддршка? Многу битно. Не само за мојава, за све е битно. За се. Не, така е, така е. Ама Ако немаш поддршка, зборамете од брачниот партнер или од да речеме од најблиските, е проблем. Знаеш, тоа ти се као да речеме семејството се како ластици. И сега во многу случаи, значи тие ластици секогаш те влечат негде на оние што ти мислат добро, за нив е најдобро кога се ти у некоја сигурна зона. Ама сигурна зона никогаш не раѓа прогрес. Значи во сигурна зона не расте ништо. Значи тоа е така е. Надвор од сигурната зона е просперитетот. Да, во непознатото. Во сигурната зона ти преживуваш, знаеш, и ти личи моментот добро, па што тебе ти е добро, не си гладен, не си жеден, имаш пријатели, искачаш се дружиш, меѓутоа животот е многу повеќе од тоа. Сега не е лесно да прескокнеш таа ограда и да тргнеш на тоа, бидејќи тука тоа е више несигурно, тоа е шумата, ја гледаме сега ние таму шумата, кога ќе влезеш таму, свашта може да се случат. Че има таму и диви животни, има опасности, има ладно, има топло, има све може да се случи. Али викам, и кога некој ќе излезе од таа зона на комфорт, кој е, бидејќи ти си излегол, кој е твојот совет за мене и за нашата публика што ќе не гледа? Прво е добро да излезе, кажа, од зоната на познатото, бидејќи тоа носи просперитет, меѓутоа има и диви животни и лав. Дали има некој твоја шема на патување во зоната на непознатото кон некоја нова цел? Шема нема, не постои шема. Шема на животот постои. Не постои. Тоа е живот. Значи тука различно е спрема нашите. Може не ме свади како во тоа непознато како ти ги со сите тие животни диви како еве ти, како ти си ги поминал тие препреки? Нешто сум поминал, нешто ме поминало, нешто ме повредило, меѓутоа сум станал, се што нема те убие, ќе те направи посилен, така? Тоа да. Треба само да станеш и кажеш, окей, ајде, идеме. Да продолжам. Идеме натаму, да. Да, ја воден муебет е ти приватен. Тоа беше нешто од година-две после короната. Ти сподели дека првиот момент на короната кога се затворија ресторан едно друго, ти
како и повеќето сите што имавме стресови, стравови за опстанок, за ова, за она, ти, ако не се лажам, ми кажа дека на крај заврши во болница. Како изгледаше тоа? Имав еден мини нервен слом, тоа е се од грижи, значи јас стресот си го, стресот ни се наметна на нас, како да кажам, стресот е стално ненајавен, али Да, ненајавен. да, меѓутоа ја го примив многу лошо, бидејќи не знам со што се соочувам. Знаеш, кога не го знаеш противникот, а те повредува, знаеш, те турка надоле, ти не знаеш со што да се бориш. Со што да се борам у таа ситуација. Сите бизниси имаат таков проблем. Така, ние не знам за нас, значи во ова човештво што е денес, што сме ние живи луѓе, ние прв пат имаме искуство со нешто тако. Барем јас имам прв пат. Може постари луѓе имаат искуство на нешто слично на тоа, меѓутоа ние прв пат искусуваме тако нешто. Ја не знам како се постава. Не знам кој став да го заземам. И заврши во болница. И тој стрес почна, знаеш, мозокот работи, леле, што ќе се случи? Сега колку пари инвестиравме, леле, секи изгубиме се, знаеш, тоа леле, тоа лелекање што каде не е добро, тоа леле, притисокот 250, знаеш. И завршив не добро, меѓутоа пак разговарав со доста пријатели, некои од нив доктори, психолози, и сватив дека, знаеш, тоа е нешто што ништо ти не можеш да направиш. Вика, имаш проблем? Да. Можеш да го решиш? Да. Зошто се нервираш тогаш? Имаш проблем? Да. Не можеш да го решиш? Не можеш. Па што се нервираш? Разбираш? Има у принцип не постојат решени проблеми. Постојат помалку или повеќе решени проблеми. Проблеми секогаш ќе постојат. Значи, оваа парадигма ти помогна да излезеш од таа ситуација, таа состојба. Да, едноставно го прифатив тоа дека е така и дека, окей, ова постои, се случува во моментов, ајде што можеме сега тука да направиме. И не знам, ете тогаш ветавме храна за носење, поинтензивно почнавме да работиме и го спасивме бизнисот. Тоа имаше финансиски пат и удари све, меѓутоа се спасивме. Успеавме да издржиме без да отпуштиме луѓе, буквално од работа. Браво. Да. Дека доста луѓе остана посебно во вашиот сектор без работа. Не ги обвинувам тие работодавци. Едноставно не секој се снајде. Така е. Не секој се снајде. Едноставно не може да ги плати. Како ќе ги плати? Не е крив тој. Да. Секој сака да успее. Ја не ги осудам, него само кажам браво, вие сте излегле. Ја викам браво на оние што успеа да го задржат, да ги задржат луѓето. И знаеш да го исхендлат тој. Да, имавме финансиски удар, меѓутоа ете после така се вративме назад и уште ние плаќаме, да речам, за тој период. Не е тоа скроз изфилтрирано. Така е, се согласам тука. Уште има така, не е бистра вода, знаеш, уште. Меѓутоа, окей, сакам да го заборавам тој период, знаеш, така, го потиснувам. Го потиснуваш. Да не се случи. Да не се случи повторно. Знаеш, како не го ставиш у мислите, веројатно ќе се трне од твојот пат. Добро, ние викаме само се тука вака, ако е негде во некој наш магазин ставен, дел од нашата енергија мора тамо да биде да правите тие режиски трошкови. Ние би сакале тоа да го отвориме, да видиме што било добро, што не било добро и повторно да го интегрираме на таков начин веќе да не биде негде потиснато. Дека со секој потиснување ние дел од нашата енергија се намалува. Да не те замарам, али Не, така е, меѓутоа ова ја не го собрав у таа некоја замислена кутија, пошто тоа ше преголемо за го собереш било каде. Е добро, да. Знаеш, него едноставно го решивме тој момент значи, ти сепак си проблемот. го интегрирал на здрав начин тоа во себе. Па е така, викаш Чим така да. си понатаму идеш како Ние го ставивме во ред и само викам, окей, ова е завршена мисија, заврши мисија. Значи ние одработевме, направивме секој што треба, се средија работите, тргна секој што треба. Ајде ова нека оди са таму, дај отпонова. Да. Доста следиш луѓе што се светски познати гуруа, мотивациони говорници, одлични од развој. Кој бил твојот порив да го следиш тоа? Имаш од таму бенефит? Сигурно имам бенефит, значи ја ги следам, да, сите ги следам. Сите Да, знам, затоа те повеќе прашувам. следам луѓе кои што работат со личен развој, психологија и натаму сите тие гранки, од кои што следам готвачи. В принцип готвачи се малку, се стотина луѓе што ги следам и тоа е тоа. А овие се многу. Некои ми се свијат, некои не, али пак ги следам, пошто нема лоша позитивна мисла во принцип. Лоша позитивна мисла нема. Да. Па нема, знаеш ти како ќе си ја примениш во твојот живот, бидејќи секој живот, ние сме се креатори на нашата околина и секојдневие, од секој ако успееш по нешто да употребиш за да си го направиш животот подобар, е окей за мене.
Да. Така да, знаеш, има различни ставови меѓу тие говорници, да речем, ајде, меѓутоа секој од нив ми е различен на свој начин и секој од нив ми помогнал во некоја ситуација на тие што ги следам. И продолжувам да ги слушам, ги гледам, некојаш не се согласувам, не можам да му кажам пошто не сум таму. Имам мое мислење, Тоа е добро, али така е. али се што мислам дека можам да го применам, го применувам. Го применуваш. Да. Веднаш го вежбаш, го применуваш. Да. Има ли нешто што така како посебна, нешто тамо што може да ни го споделиш, што ти останало во глава како некоја мисла? Или некоја формула, или како да се изразам, што доста ти помогнало во твојата животна професија? Тоа создавање на тим. Значи, тоа создавање на тим, да сватам дека тимот е битен, знаеш, некои луѓе кои што зборат јас, тоа е, за мене не е добро. Знаеш, луѓе што зборат ние, тоа е малце поразлично. Да, различно е. И јас и ние е голема разлика, така е управо си. Пошто види, можеби за некој дел од работата или некој проект, вистина си ти заслужен. Меѓутоа, можеш ти сам да растовараш еден шлепер со цигли? Не. Можеш. Не можеш, Веројатно ќе се меѓутоа, повредиш. цената е друга. Да, веројатно ќе се повредиш и ќе изгубиш многу време. Тоа на се тоа, кажеш, да. ме Ако имаш коригираш, тим управо. и направиш воз на воз на луѓе, па си Разбирам. подавате, завршите многу брзо. Знаеш, и тоа свати дека тимот е многу битно. Што кажа, создавање тим ти останало. Како ти си пристапил во создавањето на твој тим? Од моментот кога некој треба да вработиш. Какво е твоето искуство? Да ни Знаеш го како споделиш. изгледа интервју кај мене за вработување? Да, тоа сакам да го слушам. Секако кога дојде и они почнуваат, јас сум работел вака, сум работел таму, значи јас слушам нормално. Се викам, окей. У мојата глава се викам, не ме интересира кај си работа, принцип. Разбираш, стварно мене Зашто? Пошто тоа завршило. Тоа било таму. Тоа е друг систем на обврски, работа и одговорности. Да. Мојот е друго. Знаеш, ние имаме тука друг систем. И? И викам, тоа таму завршило, окей, ми е побитно да видам каков човек. Бидејќи, ако е добар човек, ако има позитивна мисла, ако гледам дека го сака да го работи тоа за кое што е дојден на разговор, ја ќе го научам на све. Немам проблем со тоа. Тимот ќе го научи на све. Луѓето кои што се околу мене, вклучувајќи ми мен, ќе го научиме ние како да работи работа. Битно е да сака. Сега Како тоа го одредуваш ти дали сака или не, по кои твои по моја, прашања? малце подолги се интервјуата кај мене и повеќе разговарам, знаеш, за други работи отколку за работата. Знаеш, пошто не ми интересира како ги правеле салатите на некој друго место. Ја таа салата ја немам кај мене. Мене ми требаш да правиш салата што имаме во нашето мени. И е различна од таа салата. Тоа е супер, окей, одлично. Да, има импакт кај работел, ако тоа се овие најдобри ресторани, тогаш друго исто го прашувам. Раскажи ми нешто како изгледа таму. И јас сум работел во сериозни ресторани кои што се топ 50 на светско ниво. Меѓутоа него го прашувам, ај раскажи ми маце како беше таму, знаеш? Зошто замина од таму? И знаеш, сите бе притисокот, да. Таму е стварно добро, супер све, значи они се врни, притисокот е огромен. Знаеш, тој притисок го нема во Македонија, не постои кај нас. Не ни сакам да го створам, нема потреба во И моментот. сега да речеме, окей, од тој разговор ти си сватил дека е позитивна личност и дали тој е единствен критериум кој те били ти во тој разговор и други предуслови гледаш пред да ја донесеш одлуката дека он би требало да биде кај тебе дел од твојот тим, новиот член на твојот тим. Види, сум направил грешки. Значи му викам, ај почни. Добро. Ај пак ќе видиме, знаеш, и обично ми викам, ако ти за 3 месеци, 4 месеци не напреднеш, не си за овој тим. Значи, не сакам да го примам некој за една плата, X пари, и он да остане на таа плата. Ако он не напреднал, мене не ми треба. Значи, нема у него ентузијазам, амбиција, не сакам да работам со луѓе кои што гризаат, што сакаат работата. И тогаш ќе гризаат. И тогаш ќе ми бе подобар тимот. Не сакам на тимот да му закачувам тегови. Значи, ако некој дојде и прво да те праша, ако ти му кажеш имаш нешто да ме прашаш, некој ти каже прво колку е платата? Во денешно време тоа ја одма го вртам муабетот различно. Да, ајде. Значи, колку е платата, ја секогаш велам дека платата е ставка договорна и е различна. Платата може да биде иста во банка. Пример, за шалтер даваме толку пари. За, не знам, за правна служба даваме толку пари. Меѓутоа таму и обврските се стрикно
утврдени, работното време е тоа, слободен си викенд, работиш од 9 до 5, од 8 до 4 или Кај вас немаш тоа е слободно, тоа. да. Кај нас работиш не работиш од документи, тоа немаш норма. Нема норма колку солемнизации ќе прочиташ денес и ќе ги одобриш ако си ето правна служба банка. Едноставно нашата работа е жива. Че може денес да нема работа. Се случува ето. Тоа е нормален тек на нашиот бизнес. Да. Се случува да едноставно денес денот, не знам, врне, не им си скача на луѓето, послаба е работата, може 50% биде послаба. Не е секој ден велик ден, буквално нешто го. Меѓутоа има денови кај што е 2 велик ден еден ден. И е хаотично. И сега, знаеш, треба тука ги гледаш сега кои се ликови за кои позиции у таквите денови. Знаеш, кога е лабаво, окей, го оставаме да биде лабаво, тогаш се наоѓа некоја друга кој не има стална работа, се наоѓа нешто што да се прави, меѓутоа кога има работа, кога се ствараат многу врски, го стегаш тимот, момци, ајде завршиме работа, значи. До тука сме, до тоа сме дојдени. Сега што кажеш, времето влие дали е сончево, дожливо, на тоа дали ќе имаат ресторантите и кафички. Да. Да, дефинитивно. Зашто? Имаш некај откритие по твоето Пошто искуство? сега пролет се отвара, Сите- викенд, пример, сабота, недела, ако е сончево е 22, 3, 4 степени, ние знаеме што не чека за ручок. Значи, тоа е. Нема, враќаме по не знам, 30-40 маси сигурно. У тој распон тие 3-4 сати. Станува хаос. Мислам, ние сме лоцирани близко до паркот и кој е паркот полн, јас знам што ме чека. Значи, не само јас, цел Девармало знае што го чека. Да. Значи, Да. паркот може у едно време да има и 10-15 илјади луѓе. Од тие 10-15, 5.000 да се одлучат дека ќе седнат дека на ручек надвор, нема да бидат дома, тоа е преголема бројка за Девармало. А прво е Девармало, па после, пошто е walking distance. Тука прво, ако најдеш да седнеш неде, и за кој прв ќе дојде, знаеш, кој ќе резервира, ќе мисли на тоа однапред. Да се резервира. Да. Тој хаос у пролетно време е многу поголем, у зима паркот нема луѓе, да имаме ние работа, не се Кога има многу работа, ова ме интересира сега од мојата страна. Ваше, какво е твоето и на твоето им искуството? Луѓето се трпеливи дека чекаат? не се трпели. Не се, а? Не се. Јас се обидувам да ги едуцирам моите гости, да речам, пошто ние се гости. Знаеш, ние кај нас ми радува тоа што фактот дека луѓето се развиваат. Мислам сега за 20-30 евра можеш да купиш авионска карта за Барселона, за Париз. Оди и Да, види така како е. И да не знаеш, ќе научиш ефтино е. Не е како порано, не е авионска карта 1000 евра. Нема ни 1000 евра, нема ни визи, нема, да. Можеш лесно да отидеш и да видиш како е. За добра храна се чека. Мораш да почекаш. Ако се што ќе ти стигне, замисли се ти ние нарачуваме некој овал со месо и он стига за 5 минути. Како го спреми они за 5 минути? Така е. Знаеш, ние се зезаме кујна, викам, ај побрзо со Или од фритезата. вчера останал па само го стоплиле. Не знам, Се шалам. не надлагам како. Да, Не сакам не чуеш никој како. да се најде прозван, Да. меѓутоа јас Не, сам нема опција за 5 минути, ја нема поставам опција. прашање како ќе го направиш. нема Како опција. ќе го направам ја побрзо од ти дома? И овде кај имаме ние што, само што ние Да, сме вие не сте 15 фаст луѓе фуд. кујна. И да сме фаст фуд, ако е квалитетно тоа, значи ако нешто се спрема за тебе, треба време. Знаеш како кај побрзете. Обо кажа. Да, луѓето треба да се благодарни и така и трпеливоста да ја покажат преку таа благодарност дека ова убаво кажа браво, ќе го запамтам. Тоа што го нарачал гостинот, убаво кажа, се спрема за тебе, уствари се спрема за мене, ако ја таму сам вие нешто спремате за мене. Така. И ако ве напињам, може да внесете негативна енергија во храната. Храната е секој- исто спроводник. Тоа апсолутно. Знаеш како кај ја, ако си Ова го нерасположен, беше за тебе. Ако е за тебе, почекај да добиеш квалитет. ако си нерасположен, пример, не фаќај тесто да работиш. Пошто енергија нема ти успе. Знаеш кој се преметува, веќе ние лепчињата ги правиме сами, овие за бургер лепчињата и одма се преметува тоа. Да. Знаеш, некој ако го направил тоа убрзање, не му посветил внимание, тестото е жива материја, квасецот е жива бактерија, да речеме, габа, така. Да. Значи он се развива. Ако ти му ставиш знаеме дека енергијата дефинитивно влие, така имаш овој Масару Емото, како се вика, овој експериментот со водата. А да. Така, Водата тоа е вистина. исто е Она е преносител на енергија. преносимо Знаеш, се зашто се викам, упива. Ќе се напијам вода и викам, топ. Да. Знаеш, секогаш заблагодари се на Да. што и да ставиш во својот храм, така. Во својот храм. И сега, ја како викам, во нашиот ресторан, во Маџо, секоја порција ја спремаме за тебе.
Ова многу, Ние ова немаме- многу јако звучи. Ние немаме, браво, ние секоја немаме порција за сготвено тебе. во некој овал нешто Знаеш, тоа и само зимаме и да ставаме. Никаш не И сум секој размислил едно така. нешто го готвиме за тебе, за него, за неа, за Факт, гледаш, ова никад не сум го сватил така, не сум го видел тој поент, од тој јагол. Сега како излезе секоја чест. Фактички ќе ми помогнеш да нареден пат кога идам во ресторан. Јас сум секако пријатен гостин кога нарачам, ама најверојатно ова ќе влие ке мене да бидам многу попријателски настроен спрема тој што ме служи, што ќе му нарачам затоа што тоа како ќе го пренесе, на начинот на кој ќе го пренесе и како ќе го донесат е за мене, за мојот камшови кршти. така. Замисли Значи не е онда ти воопшто наимна работа водење ресторан. Не е само зготвија салатата, што кажеш, и тешка светска стави психологија е ресторан. тешка психологија или психотерапија и се и коучинг и све внатре. Да. Рачуни дека ако го изнервираш тој што ти ја носи храната, јас зашто викам никогаш не се распре со човекот што ти ја носи храната. Рачуни како го изнервираш, он како ќе ти ја донесе храната, со која енергија. Знаеш, како ќе онака он не може ништо да ти каже веќе си гостин на ресторанот. Но и тоа у неговите мисли, он може да има толку прљава мисла во моментот да се одмили храната. Ако си позитивен, ако си расположен, они ја примат и таа енергија. Знаеш, друга е храната. има гости кои што се чести гости и кога се појават, ја ги гледам сега да речем келнерите колегиве, вика вика е гој шампионе, знаеш, и одма оди здраво друже како си, што беше, знаеш, зашто си денес, чекај ова да прави, чак он ќе ти даде и плюс од тоа што ти си го замислил, ќе ти препорача. Или ќе ти даде, сакаш да пробаш нешто, види ова го правеа ново, пробај го. Ако има и гости кои што ќе влезат и кажат, проблеми. Разбираш? И се карат кој да оди на неќе да отиде на масата, се моли да стане. Можеш да замислиш какви се тие луѓе, каква енергија носат со нив. Значи таа кога ги стави на оној скенер за аура, тоа можеш да замислиш да се случува таму. Да. Вулкан. Да. Сега што убаво кажа, ме подсети, сум раке на салати со чашка ракија да речеме, и кога ќе ми доат некои гости и има често ми кажат пријателите, баке многу вика интересен, салатите вика не личат на ништо, не се формите право исечени, али све е тоа вкусно. Што е работата? Со љубов го правам. Така е. Сакам преку него да дам љубов на ти и тоа што кажа да, али се овде е како што ова саме една треба да размислувам. Едно е гостинот да е свесен дека тоа што го нарачал е за него и за неговата керкички сопруга и треба да го пречека тој што ќе му ја земе на ордерот на рачката. Меѓутоа имаме се и друга страна на медаљата. А ако сум седнал во ресторан кај што имаме шеф со послушници, а јас сум како гостин трпелив, со супер енергија. Меѓутоа овде немаме менаџери тим, кој што речете, имаме лидер, имаме шеф и послушници. Може ли ти да веќе се да има енергијата разнична, не благо да се изразам? Они се дојде и на работа. И ако е шефот шеф, значи пошто и шеф у наша индустрија е кај нас шеф означува некој што води некој сектор. Во кујна шеф значи гуру, знам. Е оној кој што ја креира храната. Значи се меѓутоа зборот интернационален. Да, Имаш што чиф ќе биде и шеф. Да. Чиф е Сваќам. овој шеф што ние го Добро што го употребуваме објасни кај ова, нас. да, Да, браво. а шеф во кујна е интернационален збор. Кој ќе кажеш ти во Италија, во Франција шеф, они не мислат на шеф у администрација, за нив тоа е шеф на кујна. Тој е креаторот, тој е визионерот, тој го води тимот, значи тој е лидерот во кујната. Да, добро што го појасни ова. А ако имаш чиф или шеф на македонски, веројатно он има тим и тој има некаков тим на луѓе, собрал некои луѓе таму што работат, не би го нарекол тоа тим, каде што тие се на работа дојдени и тоа она буквално тие луѓе може да дојде ти каже, слушај, ми завршува смената, тој ништо нема да ти каже, одеднаш доаѓа нов келнер. Разбираш, не мора ова да значи дека е така, меѓутоа често е вака. Доаѓа еднаш нов келнер и абе кај е пример, не знам, Горан, се вика келнерот. Кај Горан, он ни донесе заштото, си замина он. Си замина. Му заврши смената. Он не дошол ни да се поздрави со тебе како гостин. Него му завршува водка работното време. И он не се. Он си брка работа, друго му е него на умот. Значи, обично тие луѓе, за тие луѓе кои што се дел од таква констелација, да речеме, од таков тим, ајде да го наречеме тој дека е тим, тие луѓе се таму привремено, тие бараат работа. Ти во интервјуто го приметуваш и тоа за да не ти влезе таков. Да, како да. да го речеме ние, Србите имаат интересен збор, улјес, како да го речеме ние, така, и некој тако да ти влезе што може, го приметуваш тоа во интервјуто? Го приметувам, Како? Во тој разговор. Не знам, ке Твоето низ искуство. муабетот ќе излага тоа.
Обично сега не многу у наша бранша одат за Хрватска. И пример, ако ми каже дека е за Хрватска, ја не продолжувам понатаму. Знаеш, пошто стварно губиме време. Кога знам дека он за 2 месеци ќе си оди, ја што сум тука? Јас сум по патна станица, значи. Зашто си во Хрватска? Ние сме криви? За пари Мислам, се, Добро. сме криви. Не, тоа не ние. сакам да се вратам, не ние, него што се врати на почетокот на Види, разговорот. тука нема ствари крива, лошо се изразив. Знаеш што е проблемот? Што ние немаме туризам. Ако имаме Хрватска има туризам. Добро, Кај што има туризам, има гости, има странски туристи, има домашни туристи. Има типсови? На тоа мутираш или Има не? типс, има обрт на пари. Кај што има обрт на пари, можеме да платам подобро, така. Така е. Разликата е што нашите што таму викаат добро сум платен. За тој стандард не си добро платен. Добро, тоа да. Знаеш, лего стандардот. Тоа да. Зашто не им работат нивните граѓани? Зашто ти одат у Англија, одат у Ирска, одат у... Да, тоа така, да. Баш така. Зашто ако е толку добро не останат нивните граѓани таму? Пошто према стандардот се малку платени. Да, него нашите луѓе ги испорудуваат тие примања таму со можноста што тука би направил. Да, ма ти Таму не. парите ги заработуваш таму Да, и ги трошиш таму. Да, таму не е цената. Да, некој ќе донесе нешто тука, ама повторно викаме уживај во патот или оди, она гастарбајтерски мајндсет. Да. Оди да заработи и да врати тука и да ги стави у куќа, да инвестира фасада на. Океј, Да. тоа, океј. Меѓутоа, ти одиш таму и ти не уживаш у патот, ти не се развиваш, знаеш како кажам, ти кога одиш во странство да работиш, зборам сезонски, ти не градиш кариера. Немаш шанси да направиш кариера. Како ќе направиш кариерата? Да. Ти не уживаш во патувањето, ти одиш за размислување дека ќе се вратиш во октомври ќе донесеш 7.000 евра у Македонија. А дека прашам, ако некој не отиде таму, остане тука, независно помала плата, ако гради кариера, дали може да постигне повеќе него што би идел таму по 5-6 месеци? Еве јас сум ти пример. Да, така е. Ја одбивам секоја година понуди од Хрватска. Викам, ми дава понуда, викам, ја тука у моментот заработувам 70% поише од твојата понуда. Сега види. Не можам да генерализирам. Се слагам, сум имале многу пати вакви разговори. Јас сум мал процент од тие луѓе, ама зашто не може друг да го направи тоа? Викаш мал процент. Која е разликата меѓу тој мал процент на луѓе што сме го разговарале во однос на поголемиот процент на луѓе што не е така? Која е разликата? Бркат кариера или работа што не ја сакат колку да земат плата? Што е работа? Не се открие што е тоа што сака да го... Зашто е тоа така? Ви, ја у принцип за Кој е себе, твоето искуство? за себе ќе зборам. Па да. Ја не работам за пари. Знаеш, и секогаш во минатото кога сум се договарал, не ми биле парите клучни. Не сум кога сум одел на интервјуа во мојот, да речам, работно искуство до сега, никогаш не сум разговарал за пари. Исто и за снимањето што го правам. Ја да речем, имам снимено сигурно 500 емисии без пари. Знаеш, не ми било мене до парите, него ај да видиме па ќе разговараме. Ја секогаш така настапувам. Знаеш, кога разговараме со сега веќе не меѓутоа во минатото кога сум разговарал со некој работодавач и ми вика добро за која сума вика ти би се согласил вика да работиш позиција која што ни ја нудиме, викам слушај да почнеме па ќе ми кажеш. Видиме прво. Ако ти дадам сума и не сум добар, се џабе правиме за парите. Ќе ми избркаш И толку. и нема една плата ќе земам. И што правиме? Да. Ај видиме, знаеш, дали ти одговарам, дали се вклапам у тоа што ти си го замислил, знаеш, како тоа треба да изгледа. И ја ќе ти кажам нешто мое, па кај ќе завршиме, Бог знае. Да. Слушајќи те вака добив едно прашање, не е можеби провокативно, ама ја вака, ете, ти си еден вид инфлуенсер. Не Со така, оглед, тamo, окей. Не сум, знаеш зашто? Зашто? Зашто Не види, јас инфлуенсери ги сметам тие кои имаат некакво влијание преку својата работа во која се стручни. Јас за мојата област тоа. Значи ја не сум познат фудбалер, па преку и таа фудбалска популарност да ја користам да нешто рекламирам. Него ја си го влијам со психотерапијата, со лично ти со твоето искуство. Сега тука што сакав да те прашам. Ми избега мислата се. И ние викаме кога ако е важно ќе се сетам. Кога да? Внимателно. Гледам во твоите видеа, ти рекламираш и производи. Добро, Тоа е да. супер. Подршка. Нов начин на реклама, поблиску до луѓето, преку човек кој е од таа бранша и знае. Дали правиш избор што ќе рекламираш, дали имаш некои критериуми квалитетен, друго или само ти е цената што ќе ти ја платат? не. Значи, сакам да кажам, тоа што го рекламираш, значи ти со тоа влиеш на твоите следбени гледачи. Не го правиме тоа за да влијаме гледачите. Значи јас прифаќам продукт само ако е добар.
Ако ја можам да го користам лично. Ето И ја уствари не снимам видео за да покажам за да го презентирам тоа на гледачите, еве, ова е тоа што вие треба да го купите, него ја тоа го користам. И надвор од твоето снимање со својата фамилија. Абсолютно. И Браво. многу од тие што ми се спонзори, Секоја тоа се чест. фирми кои што долго време сум со нив, ме поддржуваат, да речеме. Знаеш, луѓе мислат се кој знае тоа какви пари се. Не ме интересираш, Не е страшно, ова ме меѓутоа, интересираш. Тие луѓе кои што се собственици на тие бизниси кои што мене ме поддржуваат во моите видеа, јас со тие луѓе сум пријател. Многу често влијам на нивниот продукт. Ако се производители, му викам, слушај, пробаш ти ова малце вака да ме послушале многу. Даваш од нив. корисен фидбек, значи. Да, го пошто јас преминат го користам продуктот, реално. Че ја не имам многу одбивено понуди кај што не ми се допаѓа продуктот. Мислам, ја не се гледам со тој продукт. Да. Едноставно ја Fair викам, не enough. можам ја да рекламирам нешто кое што ја не би го изел. Fair enough. Ја и во ресторанот имам таа политика. Ја не можам ти дадам тебе да едеш нешто што нема го дадам на моето дете. Разбираш, нема шанси. Значи тоа е моето дете јаде во ресторанот. И јас јадам во ресторанот. Моите луѓе доаѓаат се, ја не можам да дам нешто што не е добро за моето дете. Ова звучи Автоматски да знаеш дека си безбеден со мене. Ова звучи фантастично и Фичо, извини, Филип мајка ти кога те вика Фичо. Ова кажува дека стварно работиш на себе. Си ми изненадил многу пријатно, гледаш овој мовете сме го паднале вака. И сега овој па види се што ми даде уште едно провокативно прашање. Да речеме малски тип сум ја, у мојата населба главно тука гравитирам или некој друго место. И сега ако те знаат луѓето и ти ја викаш абе сакам тоа. И ми вика конобарот, еј ова денеска не е за тебе. Ама ако дојде непознат, значи ќе го Тоа не го правиме ние. па по што го слушам, вие фактички бирки ти рече, ако ја тоа не го дам на моето дете, не ќе го дам на тебе. Значи ке вас тоа нема. А се случи ли да ја остане храна? Утре други ден нема да ја употребите. Некоја храна која што Не. може да отиде во расипување, да речем, Да. правец. Да. Гледа, Кога ти викам не е за тебе, значи сака да каже не е од денеска, ама Маџо има кујна која што можам со полна гордост да кажам дека е една од ретките у Македонија. Значи ние имаме кујна, сериозна кујна која што чини многу сериозни суми на пари и во таа кујна има апаратура која што храната практично ние немаме замрзнувач, имаме шокер. Шокерот замрзнува на минус 40 степени. Имаме вакуум машина која што вакуумира со инертен газ. Инертниот газ го продолжува рокот, значи он го одржава месото свежо, го и вади цел воздух, така вакуум машина и му вметно инертен газ. И на крајот после сето и сето ова не е битно, од друга страна со сите мои добавувачи јас сум пријател. Знаеш, ја имам роба секој ден. Пример кај нас месо стигнува секој ден. Ние немаме залика за повеќе од да речам еден ден. Знаеш, за викенд го правиме тоа, за да имам за во недела. И сабота работат они, меѓутоа во недела не работат. А ние работиме. Значи јас за да имам и за во недела, онда во сабота нарачувам малку повеќе за да ми во недела. Еден ден збориме. Еве додека преска кога патувавме наму за јајцата, како ми беше мојатот? Да. Кажи ми во случај ако нешто ми се изненади, случи за многу јајца, одговорен пристап беше тоа. Многу да снема одговорен пристап. јајца, кажи ми, пошто јас нарачувам на јајца не нарачувам секој ден, меѓутоа нарачувам 2-3 пати неделно. Кажи ми да не оставам без јајца, не правам ја залихи од тоа. Ние нашиот магазин е 10 квадрати. За ресторан тоа е смешки. Немаме ние лагер на роба па да чуваме па да ти кажеме ова не е за тебе. А за кој е? Така, баже нема го отрам, тој ќе го отрам? Не. Значи тоа не функционира. Ако нешто се случува да нешто заборавиме да заве, тоа иде во растур ние викаме, значи тоа е роба што се фрла. Браво. Фактички сега ова малце поинаку почнам да Ја играм не рестораните. дозволувам ни на вработените да дојадуваат храна од ресторанот што останува. Знаеш зошто? Тоа ми е најстрого забрането. Да? Не Зашто? дозволувам, значи храна што се враќа од ресторанот, тоа мора да се фрли. И викаат, бе, како не ти е жал? Не ми е жал, така е правилно. Ова сум го научил странство кога сум работел. Викам, зошто не дојадат нешто што не е пипнато? Ај вака да трнеме. Може има гостин што има бактерија. Ке кивне на масата. Така е. Ти кивањето знаеш дека може до 5-6 метра да разнесе Па бактерија. со ковидот научивме. Така, Прето зашто постават маски, така? не внимававме на тоа, но сега да. И он ќе, да речеме, инфицира храната. И ќе симне храната кај садоперот и некој друг ќе ја дојаде. Ќе се зарази, ќе ги зарази сите колеги. Ајде, ќе каже, деве, па не се слушнал 1000 коментари.
од вработени низ годиниве. Бе, добро бе, шо еди, настинка да е, не е страшно. А ако е хапеве, шо правиме? Да, ние имаме тестирања, значи правиме ние тестирања за сите вработени на секој 6 месеци. Меѓутоа, зошто се разболиш? Зашто за парче пица си гладен, што ќе ќе ти направиме, ние имаме персонално јадење во ресторан. Тоа се готви секој ден, се готви храна различна, некојаш да менито. Вака да резимирам, во интереси на времето, фактички се тоа што го слушам од тебе, овој пристап, фактички многу, колку ја можам да заклучам, многу помага твојата лична ангажираност на твојот личен апдейт и напредок постојано да си во текст со времето. Ќе гледам дека од сите страни пристапуваш. Како со јачата одговорен пристап, како со вработените тим, како со гостинот за мене, за тебе готвам, како што кажа, тоа нема да го дам ако и моето дете не го јаде. Фактички, ова може, дали ова може да се огледа со мене, значи секој во било која бранша работи, треба да инвестира во себе. Секогаш. Ако не сака да му помогне, треба предпоставено да му помогне. И тоа ретко се случува. Ето ретко се случува, мене ми е јасно тоа. Вака, ова наша дружба полека да си има и таа крај. Што сакам да те прашам? Беки, еве ти си, ја обично викам луѓе што се од областа на психотерапијата, тоа ја што НЛП и така натаму различни гостинки, звездички што светат на нашето небо, денеска и ти ке светиш на нашето, на моето сител подкаст личен развој бажни луѓе звездано небо, новата звездичка готвиме со Фичо. И он сите ни работиме како некаде му помогнеме да се открие кој е он, зашто е гостин на оваа планета, пошто е он. Што, кога дошол на оваа планета, кој бил негов талент? Ти си открил што сакаш да работиш. Како може да дадеш совет на нашите гледачи, што да направат, кое патување да го направат, да се откријат себе си, за што се створи, да не го потрошат само работниот век или животниот век во некој работно место ради добра плата, имал врски, таму се вратили и се отишле годините. Дека вака кога работа што сакат е друга енергија, друг пристап, ти имаш ширина. Ти не гледаш само на ти си широк пристап, имаш холистички. И затоа ти викна во оваа парк за да видат некој кој го открил тоа што сака да го прави. И затоа и вака зборува и ужива. Како да имаш некој мисли да ни кажеш мудро на нашите гледачи? Како да се открие секој што сака да прави, прво треба да знае што сака да прави. Значи, веројатно тоа со создравање додека сме млади, веројатно ги слушаме најблиските. И јас сум ги послушал моите родители за факултет. Да, ќе си бидеш адвокат, доктор, ќе си бидеш пилот. Тие се тие desirable професии. И некој од нив ќе бидат и добри адвокати, добри доктори, добри пилоти. Дефинитивно да. Меѓутоа, не мора да значи дека ако татко ти бил пилот, дека ти ќе бидеш пилот. Зошто мора да значи тоа? Пример, мене ми викаат, ти Максим вика, го тераш вика да размислува за готвење. Ја Максим не го терам ништо. Ја Максим го терам да виде дете додека е дете. Го оставам до живо десува. Сакаш да црташ, цртај. Сакаш да си играш надвор, играј. Сакаш PlayStation да играш, играј си. Сакаш со другарчиња да идеш да ти дојдат, прави го тоа. Сакаш да бидеш балетан, биди балетан, биди најдобар балетан. Зашто ја сеќе го поддржам. Што сакаш? И пази го запишувам на многу спортови. За да откриеш каде он најмногу се. Може и во ништо нема од спорт да се промени. Не е секој наварен за спорт. Али да. Значи сака треба се проба, значи. Пробај зашто ова е време кога што пробува он. Сега он треба да пробува и уште наредниве 10 на години, али ние од кај што клирингот викаме кога некој ќе најде нека област што ќе ја додека пробува и ја работи, ќе види дека во него е смирен, зрачи од енергија, од љубов, значи го пали браво, значи он го пронашол своето така е. Својот пат го пронашол. Апсолутно, апсолутно. Вака и сабики, и ете овој подкаст ќе стои на крај, драги гледачи. Има нешто што не те прашав, има многу работи што не. Може ако ти трае подкастот еден ден, цел ден да снимаме. Да, тоа знам, јасно ми е и затоа вака на крај. Има ли нешто што не сум те прашал, а мислеше добро да го кажеш од твоето животно искуство? Порака, мудро нешто. Не знам, ајде ако нешто те наведе да ме испровоцираш нешто да кажам, што знам, имам многу примери, многу делови од мојот живот. Се зависи, наведи ме на нешто и ќе ме инспирираш. Знаеш, имам од секоја ситуација во животот, имам по некоја анекдота, пример, свашта нешто ми се случувало. Нешто што ќе биде како така мотивирачки за нашите гледачи. Еве да речеме, тоа ми се најсвежо запозната наша гостинка драга Кристина. Кажа, биди мастер на својот ум. Добро. Помогнавме заедно сега овде со тебе, еве некако заедно.
Дали е потрошено времето да се откриам себе си што сакам да работам? Не, тоа е инвестирано време. Браво. Значи, потрошено време е она време кое што е инвестирано во нешто кое што не ти било таргет да го направиш, едноставно си го потрошил. Времето се троши. Времето е ресурс на потрошња. Не се враќа назад. Нема Само иде назад. во една... Не можеш да го докупиш. Јас често велам, кај да докупам уште 2 сати ден? Да. Знаеш, не можеш. Значи ти треба седнеш добро сам со себе, што сакаш да правиш во животот. Џабе не велат пади што посакуваш може да се оствари. Така, тоа е и негативно и позитивно И може позитивно. да. Така е. Ако в нешто имаш доволно храброст да го изговориш и да го замислиш во твојот ум, може да се случи. Така е. Треба да работиш на тоа. Значи само треба да бидеш доволно храбар да можеш нешто да го замислиш, да го изговориш, работиш на тоа, нема шанси успехот да те одмине. Ете, ова е тоа што сакам да го слушам. Мислам, Нема не знам шанси. што треба, ама ова одлично звучи за крај. Браво. Ти прави го нештото со полна љубов, вложи му се, дај се себе си. Универзумот ќе го направи останатото. Нема шанси да не се случи. Така Шанси е. нема. Така е. Епа, отприлика тука негде со оваа наша убава дружба ќе завршиме. Фичо, извини. Благодарам што ми беше гостин. Пријатно се осеќам. Баш убаво си поминавме. Квалитетните ми зачнавме. Јас сум од се изненаден, многу убав разговор. Имаш да се слушна тој разговор. И кај мене некои фиоки се отворија на размислување. Ти посакувам се најдобро до следно наше гледање и во приватниот и во сошпениот живот и во својот брачен живот и со своето детеце и се ти биде како што треба. Ти благодарам. До следна прилика. Дечки, еве и овој подкаст доаѓа до крај. Од денеска ќе засвети нашата нова звездичка. Готвиме со Фичо, интерактивен, динамичен разговор. Имаше и заплети и расплети. Све си беше фантастично, има што да се слушне и овој разговор ќе биде од безвремен карактер. Кој да го слушнете, посебно малите генерации, како кажа Фичо, не е потрошено времето да се откријам што сакам да работам. Тоа е инвестирање во себе. Времето, како кажа нашиот драг гостин Фичо, се троши, не се враќа и не се купува. Дадете се од себе, не желате инвестиција, да откриете зашто сте вие талентирани како нашиот пријател и драг гостин Готвиме со Фичо. Вие сакаме се недобро до следно наше гледање.